подпредседателе, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска го разгледуваме извештајот на Судскиот совет за 2021 година, кој што опфаќа податоци за повеќе области од работата на судовите и на судиите во Република Македонија во извештајната 2021 година. Ако се земе предвид дека денеска е веќе 2023 година, јавноста нормално ќе се запраша зошто се разгледуваат овие извештаи со полкаво задоснување. Но како и да е, денеска е овој извештај пред нас и ние ќе разговараме за она што се случувало во 2021 година, а верувам дека доколку би го разгледувале извештајот на Судскиот совет за 2022 година, верувам дека најкористени зборови или термини на оваа седница би биле зборови или реченици како мистериозна судска бизнис елита, збунувачки избор за шеф на обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кој што беше изјава на американската амбасадорка, суспензија на Вилма Русковска, американски тим за ловење на корумпирани носители на јавни функции доаѓа во Македонија, партиски кадар од партиски комисии на Социјалдемократскиот сојуз, председател на Судскиот совет, понатаму полагање на правосуден испит со министерски изим без доволно кредити, суdir помеѓу првиот министер Грковска и председателот на јавното обвинителство и така натаму. Ова се само мал дел од скандалите кои што осамнаа по медиумите во изминатиот период и кои што на еден начин ја опишуваат многу лошата слика за состојбите во македонското правосудство и она што представува голем товар на македонскиот правосуден систем. И општо е познато дека додека Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ се на власт, криминалот во Македонија цвета и криминалците буквално ја водат државата. Граѓаните имаат реални проблеми во македонските судови, затоа што додека лутаат по судските лабиринти и ја бараат правдата која што за нив ја нема, гледаат како неказнето поминуваат политичари и судски, се извинувам, и моćници од бизнис олигархијата, кои што никако да дојдат до обвинителната клупа, камоли да се спроведе постапка за нивно судење и да слушнеме еден ден дека има судење, односно донесена пресуда за високи функционери на ДУИ, за високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз. И факт е дека тоа предизвикува огромна недоверба во судовите и тоа е евидентирано во сите извештаи на меѓународните организации, па така довербата во судовите во Република Македонија изнесува само 4%, односно дури 96% од граѓаните не веруваат или малку му веруваат на правосудството, односно на судовите. Тоа е премногу висока перцепција за состојбата во судовите и за нивото на корупцијата во државата. Пред нас тука е председателката на Судскиот совет, која што денеска не се одважи да стане пред представниците на народот да го презентира извештајот за работата на Судскиот совет за 2021 година и покрај тоа што е тази председателка, можам да кажам, на Судскиот совет, сепак и како инволвирана во случувањата и состојбите во Судскиот совет и сметам дека можеше да каже многу повеќе од она што значи извештајот на крајот на криштата што направила во кратки црти за периодот додека е на жешкото столче во Судскиот совет. За јавноста сакам да кажам дека Судскиот совет представува основен орган на судството кој што гарантира самостојност и независност на судската власт. А председателката на Судскиот совет има огромни ингеренции, како што се планирање на буџетски средства, одлука за организација на судовите и судиите. Председателката на Судскиот совет располага со буџетот и на крајот оценува судии, па дури и судии на Врховен суд. Тоа се ингеренции кои што се дадени на председателката за да се зголеми независноста и ефикасноста на судството, а не да се направи штета на истото.
Судскиот совет е задолжен за носење на мерки и активности за напредување на ефикасноста и независноста на судовите, но во самиот извештај можеме да видиме дека постојат само 4 параграфи за донесени акти за подобрување на работата на судовите во тој период, и тоа истото само по себе значи дека не се работело воопшто ништо во насока на подобрување на условите на судовите во Република Македонија. Иако е Судскиот совет де факто највисок орган на судската власт, кој што треба да гарантира од своја позиција независност, сепак гледаме дека скандалите и аферите силно удираат по темелите на правосудството и дека политиката и крими-олигарсите имаат големо влијание врз судиите и спроведувањето на законите, и сето тоа се нотира во извештаите. Не може да има владење на правото и правда во Република Македонија се додека Македонија ја води најкорумпираната влада во Европа, а тоа директно влијае и на работата и на угледот на судовите, и особено влијае на зголемувањето на недовербата на народот, но и на странските инвеститори кои што планираат да инвестираат во Република Македонија за да се зголеми и подобри животниот стандард. Секој ден слушаме скандали за високи функционери на власта кои што никако да стигнат до обвинителско столче. Слушаме за афери кои што немаат завршница. Слушаме дека едноставно моќниците на власта можат да прават се и се што, додека во 21. век во Република Македонија има политички затвореници кои што служат затвор, односно затворска казна изречена на повеќе од 200 години затвор за дело тероризам, кој што представува, можам да кажам, единствен ваков пример. И нормално извршителите на оваа нарачка, начело со поранешниот премиер Зоран Заев и неговите пуljani, денеска се наоѓаат на највисоките судски функции и во правосудниот систем, односно во обвинителството и во судството. Јас сакам да кажам дека Судскиот совет воопшто не ја одигрува својата улога за одбрана на честа, а особено после изборот на претседател и членови на Судскиот совет, каде што има огромно мешање на политиката, па така наместо судии со интегритет и лица кои што се навистина докажани во правосудството, гледаме дека денеска со највисоките судски инстанци владеат партиски послушници на СДСМ и ДУИ. И факт е дека стручни соработници, поранешни членови на правна комисија, не можат и не смеат да бидат председатели на највисоки судски органи. Работата на Судскиот совет е ставен под знак прашање, ако се земе предвид дека истиот не направи ништо за да се реформираат судовите, а ако се земат во предвид и заклучоците во овој извештај, ќе се забележи дека ништо и не е направено. Кога ќе се види извештајот, може да се заклучи дека 60% од судовите во Република Македонија се неажурни, Врховниот суд е неажурен, Управниот суд е неажурен, како и огромен дел од апелационите и основните судови. Тука се поставува прашањето како Судскиот совет, како независно тело, влијае како коректор на работата на судовите. Кога зборуваме за состојбата со стари предмети во судовите, исто така може да се види дека граѓаните во Република Македонија навистина имаат голем проблем, затоа што во декември 2021 година имало 111 предмети кои што се постари од 10 години. Тоа значи 10 години некој се мачи, лута по судските лабиринти барајќи правда, додека 2306 предмети се постари од 3 години. Значи главните забелешки на меѓународните инстанции се во ред кога велат дека имаме споро и неефикасно судство. И факт е дека она што можеше да се каже на крај и да го слушнеме од претседателката на Судскиот совет е контраверзната изјава на нејзината претходничка дека господјата Црвенковска дека со судовите, односно со судиите во Република Македонија владее бизнис елита. Сметам дека како претседателка на Судскиот совет требаше да излезе овдека и да даде одговор која е таа судска елита, дали вие председателка на Судскиот совет спроведовте внатрешна истрага кои се вашите
индиции за тоа кој стои позади заканите и притисокот кој што се прави на челниците на судството во Македонија, и верувајте дека доколку тоа не го направите, вие ќе бидете можеби следна жртва на еден таков притисок. Благодарам. Има збор Јадранка Поцко.